Почитувани слушатели, ќе посветиме малку време на она што ќе се случува во Македонија околу закажаниот протест. Меѓутоа, претходно само да напоменам дека жално е што во Македонија има многу лажни патриоти. Сеќавате многу на оние 8 пратеници кои што се отцепија од ВМРО ДПМН и му помогнаа на Зоран Заев да го изгласа тој нов закон за промена на уставот, а со тоа е промена на историското име. За кратко само, не сакам да му дадам важност на Крсто Муковски, меѓутоа сакам преку една песна да ги обележам, не да ги поздравам, да ги обележиме сите оние кои што се лажни патриоти, кои што го заведуваат народот, се чукаат во гради дека се големи патриоти на својата земја на Македонија. Погледнете го само како се понашаше Крсто Муковски во собранието на 27 април во 2017 година. За да не сме, господине председавач, дискриминирани, за да може и ние да станеме. Почитувани колеги, денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Ова е тој лажен патриот кој што навистина во собранието ја пееше оваа химна. Меѓутоа, ето, после тоа сите се сведоци што направи и на жалост многу македонци, патриоти, љубители и почитувачи на уставот и бранители на уставот денес се наоѓаат во позатворите во Македонија. Реков, сакаме само да ги обележиме овие со една песна која што песната ќе каже све. Тоа е песната на Гоце Арнаудов, проклети да се предавниците. Ево ја. Падна јунак за тропа од куќата на својот побратим. Добре дојде, тој му рече, види гости цела вечер, Господ рака да ти позлати. Седни тука со фразаки ти. Еј, јунак голем, како планина, запеј песна, налеј вино, да те пати вечно сино. Јас ке одам кон да донеса. Запеј песна, налеј вино, да те пати вечно сино. Јас ке одам кон да донеса. Проклети да се предавниците, својот народ што го продаде. И во гробот што ќе лежат тие пари да им тежат, како казна Божја пресуда.
duša svetom nađi kome do veka. Kako kazna Božja presuda. Почитувани на македонски корени, ќе ве подсетиме и поканиме за Семакедонскиот народен протест на македонците во светот и во татковината. По повод годишнината од настаните во Собранието на Македонија на 27 април 2017 година, македонците во светот и татковината, македонските заедници и организации од Европа, Канада, САД и Австралија, единствени и обединети на 25 април 2021 година, во недела во Скопје организираат Семакедонски мирен протест под слоганот Демократија во Македонија и слобода на уставобранителите. Семакедонскиот протест започнува со собирање на учесниците пред владата од 11 часот. Маршот од пред владата тргнува во 12 часот, а оттаму ќе се движи по булевар Даме Груев, булевар Димитрije Чуповски, булевар 11 октомври до Собранието на Македонија во 13 часот. Семакедонскиот народен протест пред Собранието ќе трае до 15 часот. На Семакедонскиот протест ќе биде интонирана националната химна Денес над Македонија и ќе се прочита декларација со барање кои ќе бидат доставени до председателот, Собранието и владата на Република Македонија, Обединетите нации, Советот на Европа, Европската унија, НАТО, ОПСЕ и странските амбасади и мисии во Република Македонија. Семакедонскиот протест ќе биде без бина и без говори. Организаторите на Семакедонскиот протест ги канат сите македонци по род и државјанство, сите политички партии и здруженија на граѓани на масовно учество без партиски знамења. Декларацијата од Семакедонскиот протест ќе биде отпечатена на летоци и поделена на учесниците. Организаторите на Семакедонскиот протест апелираат до сите учесници да се придржуваат на протоколите за време на пандемијата, носење маски и на пропишаната дистанца, како и на почитување на неповредливоста на имотите и неприкосновеноста на животите. Организаторите се оградуваат од навредливи скандирања и транспаренти на етничка и верска основа, со почит од организаторите, македонците во светот и татковината. Ете, тоа е по повод тој проклет настан. Тоа е судбината на Македонија, судбината на дел од тие што си ја сакаат Македонија. Драконските пресуди кои се влеа на вкупно 211 години затвор за невино осудените 16 мина за тој 27 април 2017 кои се товарат дека сториле кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок. Невино осудени 16 мина млади животи кои беа свесни дека си ја губат татковината и сакаа да го спречат сето она предавство на Македонија што се случуваше во Собранието со гласањето за измена на уставот со цел промена на името и на државата и идентитетот на нацијата и се што е македонско сега се оделени од семејствата и се товарат дека сториле кривично дело терористичко загрозување на уставниот поредок. Тука само да се приклучиме ние како и секогаш, секоја емисија, а како што велиме ги поддржуваме сите оние кои што организираат за доброто на Македонија, сите оние кои што прават нешто за да се одбележи и да извршат притисок на властите да можат да судат и пресудуваат правилно. Ги покануваме сите македонци, претежно во Македонија, и оние во Европа кои што се поблиску да присуствуваат на овај семакедонски народен мировен протест. Нема многу да зборувам, ќе пуштиме само неколку кратки видеа, колку само да му покажеме, сами да одлучите дали треба да излезете или не. Нека ова ви биде водилка што ќе го пуштиме сега, па вие одлучите дали треба да одвоите 1 сат или 2 сати да се приклучите кон сите оние кои што ќе бидат таму, или пак ќе седите дома и преку
тестатурата, ќе ја поддржувате и ќе викате само Македонија е вечна, никогаш таква, никогаш онаква, Македонија се сака и со дела. А после овие неколку кратки видеа кои што ќе ви пуштиме, ќе проследиме една песна со која и ќе ги поздравиме. Која песна сакаме да посветиме на сите оние кои што лежат неправилно во судовите за 27 април. Најпрво ќе ги проследиме само пресудите кои што ги изрекоа, а потоа и изјавите на дел од обвинетите. Бидете трпливи, внимателно слушајте и сами одлучите дали треба или не треба да излезете да дадете поддршка на овој семакедонски народен мировен протест. Митко Чатков на казна затвор од 18 години. Митко Пешов на казна затвор од 15 години. Душко Лазаров на казна затвор од 15 години. Горан Ѓошевски Леви на казна затвор од 15 години. Оливер Поповски на казна затвор од 13 години. Оливер Радулов на казна затвор од 10 години. Мунир Пепик на казна затвор од 15 години. Абдул Фета Алими на казна затвор од 7 години. Младен Додевски на казна затвор од 12 години. Јане Ченто на казна затвор од 15 години. Горанче Ангеловски на казна затвор од 12 години. Игор Јук на казна затвор од 12 години. Владко Трајковски на казна затвор од 15 години. Вилијам Михајловски на казна затвор од 14 години. Никола Митревски Колјо на казна затвор од 15 години. Александар Василивски Нинџа на казна затвор од 8 години. Ево тоа беа дел од, мислам, оние обвиненија кои што беа проследени, а сега само слушнете ги изјавите на дел од обвинетите уведнаш после слушањето на оваа пресуда. Нема да побарам да се бранам од слобода или од кујкен притвор, да не повторно на некој во оваа држава му текне така лесно со службена белешка да ме врати во притвор. И за крај, не се плашам од затворот, вие ме судите, историјата ќе наслободи. Еден ден ќе угрее сонцето на слободата. Да живее Република Македонија. Ја барам да си остане мерката притвор. Супер си се чувствувам шутка. Јас барам да си остане мерката притвор, супер си се Ти чувствувам. така кажеш, бре, нема па да си бивам во Велес. Во шутка и Зашто така. не успеа да правам. Полека. И така кажа Драган, немам пари да одам до Велес. Така, да супер си се чувствувам, да си останем шутка благодарен. Од она што го направив за Македонија и македонскиот народ, 10% од тоа да направив за мојата вистинска татковина и мојот народ, во Хрватска ќе бев прогласен за херој. После се што направив за Македонија и за нејзините граѓани, во име на тие исти граѓани, сум прогласен за терорист и сум осуден на 12 години робија. Тука сум понижен. Требаше ја 15 да изедам. Терористи се кријат во африкански, јужноамерикански банана држави, каде што својата слобода ја плаќаат со милионски суми. Со што ја би ја платил мојата слобода? Би му дресирал кучиња на Виктор Урбан. После ова пресуда сватих, вие како председател на овој судски совет, вие не ме осудивте, ме осуди политиката, поточно Зоран Заев. Сега моите две деца ќе знаат кој му го затвори нивниот татко и се надевам дека ќе продолжат онаму кај што сум застанал јас, секогаш да биде потребен на оваа држава кога и да треба. Но длабоко сум уведен и ќе живеам за тој ден, тие што ме обвинија
за тероризам, да седнат на оваа маса, да одговараат за злоупотреба на службена должност против веќе осудените за уништување на нашите животи. Ево, ако ова не е доволно, не знам што друго ќе ве поттикне да го посетите овој се македонски мировен народен собир. Така верувам, почитувани, ќе бидете таму, ќе го поддржите целосно се македонскиот народен протест на македонците од светот и во татковината на 25 април, недела во Скопје во 11 часот. Бидете таму и поддржете. Така, оваа песна која што следува Of Aman ќе ја посветиме на сите овие 16 мина кои што се уште се наоѓаат во занданите низ Македонија благодарение на оние кои што се против Македонија, а се чукаат во гради дека прават нешто добро за Македонија. Останете со нас, наскоро за минута одиме со интервјуто со господинот Зишто Николски. Бидете со нас. Teško mu je robijaš i nosi.
Само немој наште душмани. Поздрав до сите 16 мина кои пострадаа на 27 април. Ке издржите македонски уставобранители, синови на Македонија. Ке мине се. Поддршка од секој од вас е потребна и овај протест кој ќе биде на 25 е многу важен да се покаже едно единство и да се покаже дека македонецот знае што е што и дека никогаш нема да отстапи од своите фундаментални интереси.